Странските доверители позитивно реагираат на договорот од Преспа и подпишувањето на протоколот за прием на Северна Македонија во НАТО. На Грција и се намалува долгот, а македонската државна обврзница е се побарана. Што е со странските инвестиции? Позитивниот процес околу договорот од Преспа ја раздвижи македонската економија, велат експертите, наведувајќи дека по влезот во НАТО, странските инвестиции во земјава ќе се зголемат најмалку за 3 пати. Сепак тие и со предупредување дека НАТО можеби е клучен фактор за поголеми странски инвестиции, но не и замена за квалитетни економски политики и за владење на правото. Приклучувањето на македонската звезда кон НАТО носи со себе најмалку 3 пати повеќе странски инвестиции, свежи пари и повеќе работни места. Првите раздвижувања на пазарот веќе ги бележи берзанскиот индекс кој лани пораснал за над 30%, велат берзанските брокери. Тоа е повеќе резултат на низа случувања кои што првенствено беа мотивирани од самите компании како резултат на нивните добри остварувања минатата година, меѓутоа истовремено беа пратени од позитивните информации во процесот, ајде кажеме, и на преговори и на договарање на целиот тој процес на преговарање околу договорот Преспа и така натаму. Првите поголеми економски придобивки ќе бидат видливи за граѓаните по една година од членството, покажува искуството на земјите од регионот. Например, Албанија во 5 години по влезот во НАТО, споредено со претходниот период, бележи двојно повеќе странски инвестиции, додека Црна Гора само во една година забележала процентуален пораст од 147%. Авторката на анализата за економските придобивки и предизвици од членството во НАТО Ивана Велковска вели дека влезот во НАТО носи краткорочни, долгорочни економски позитивни ефекти. НАТО е само еден од факторите кои придонесува за овие подобрувања. Би рекла еден од клучните фактори, бидејќи мирот и стабилноста се секогаш предуслов за раст и развој на бизнисот и економијата, меѓутоа не може да биде замена за, да речеме, квалитетни економски политики или намалување на корупцијата или пак развој на приватниот сектор, доброто владење и така натаму. Реалниот сектор од евроатлантските интеграции очекува стабилизација и правна сигурност во работата, како и подобрување на конкурентноста и бизнес климата. Затоа што ќе ни се отворат нови пазари, движењето на транспортот и на луѓето ќе биде многу поедноставен и ќе се внесе нова енергија во самиот сегмент на живот и на бизнисот пред се. Раздвижувањето на пазарот наскоро ќе го почувствува и градежниот сектор. Градежниците најавуваат поскапување на становите по влезот во НАТО за 20%. Во однос на пазарот на хартии од вредност, по спроведувањето на договорот од Преспа, односно преминувањето на земјата во втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација, се отвара можноста за македонските граѓани да тргуваат со акции на европските пазари. Со отпочнување на втората фаза ќе се либерализираат првите 2 пункта кои што ги споменав, тоа е портфолио инвестициите, значи вложување на населението во хартии од вредност во странство и вложувањето во недвижности. Делот кој што се однесува на отварање на депозитни сметки во странство, согласно со пустината регулатива ќе остане да се либерализира на крајот од втората фаза. Членството во НАТО придонесува кон зајакнување на доброто владење, но се уште е потребно многу работа, реформи, како и политичка волја за вистински промени. Подобрен меѓународен статус, но и поубави времења за грчката економија. Очекуваат експертите во Атина откако Грција ги ратификуваше договорот од Преспа и протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО. Тоа Атина го почувствува веднаш откако грчкиот парламент го финализира сето она што го презеде како обврска за ставањето крај на 28 годишниот спор за името на нејзиниот северен сосед. Грција веќе објави дека се подготвува за издавање нова 5-годишна обврзница, што е прв обид за нејзино враќање на финансиските пазари, откако во минатиот август се ослободи од меѓународната програма за финансиска помош. Грчкиот премиер Алексис Ципрас на состанокот на неговиот кабинет рече дека Грција ја остави тешката должничка криза зад себе. Και όλοι ήδη πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να κατανοούν, να βλέπουν ότι η Ελλάδα
είναι πια μια διαφορετική χώρα. Μια χώρα στην οποία δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις να αφήσουμε οριστικά την κρίση και τις αιτίες που δημιούργησαν την κρίση πίσω μας. Ципрас најави зголемување на минималната плата за 11%. Εγώ από την πλευρά μου νομίζω ότι αυτή είναι μια κίνηση που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο της εργασίας που έχει υποφέρει. Για όλους εκείνους και εκείνες που την περίοδο της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, είδαν τους μισθούς τους να περικόπτονται. Зголемувањето на минималната месечна плата од 586 на 650 евра е прво покачување на платите во изминативе 10 години. Во меѓувреме, грчките 10-годишни трошоци за позајмување забележаа најниско ниво во изминативе 4 месеци. До ова дојде, како што велат аналитичарите, откако парламентот го одобри договорот од Преспа со кој Македонија стана Северна Македонија, што пак го отвори патот за продавање од врсници. Грција на таков начин сака да се врати на пазарите на обврсници како редовен позајмувач. Во Грција, според статистиката, се подобруваат и условите за живот. Но со тоа не се согласуваат и граѓаните. Πώς θα ζήσω, ήδη δεν είναι μόνο ότι περιοριστήκαν τα εισοδήματα, αυξηθήκαν και οι φόροι. Έμφυα, φόρος εισοδήματος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε άλλους που έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο και δουλεύουν σερβιτόροι και τέτοια. Сепак, според дел од грчките експерти, ратификацијата на договорот од Преспа ќе го подобри меѓународниот статус на Грција, но исто така ќе интензивира и трговијата меѓу двата соседа. We will improve our international standing, I think, by finishing this. And secondly, we will establish ties with, not that there were no ties, there were, of course there were. And many Greek businessmen went there and made money and did well, and they welcomed investments by Greece and so forth. But this will come out in the open, and there will be more of that. There's nothing you never lose if you have a neighbor of goodwill. Договорот од Преспа најде на остро противење од опозицијските партии во Грција и во Македонија, оценувајќи дека биле направени големи отстапки во корист на другата страна. Нашите Facebook, Twitter и YouTube остануваат отворени за вашите мислења и коментари за тоа како промената на името и влезот во НАТО ќе влијаат врз подобрувањето на економските прилики во Северна Македонија. До гледање.